Кратки најави за денес. Се е подготвено за 36-тото издание на Охридскиот пливачки маратон. Се разгоре поетскиот оган, струга пулсира во знакот на поезијата. Охриѓанката Христијана Парулеска освои бронза на светското првенство во теквондо. Прв Охридски джез фестивал на крајот од август. Соединетите Американски држави сакаат да ја видат Македонија во Европската Унија. За најавените и за останатите настани од денес ке ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид е сончево и многу топло време за овој период од годината со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од август. Максималната достигна 31 степен Целзиусов. Во текот на ноќта кон сабота ведро и топло во Охрид. Утре во западна, северозападна, северна и централна Европа и локално во североисточна Европа. Времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици и локални појави на поројни невредни. Ќе биде и посвежо со пад на температурите во останатите делови од Европа, сончево и топло. На Балканскиот полуостров во сабота времето претежно сончево со локална облачност, ќе биде надпросечно топло. Максималните дневни температури од 31 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота сончево и топло време со благ пад на температурите, утринските од 12 до 22, максималните дневни од 30 до 37. Во Охрид во сабота сончево и топло време со слаб североисточен ветер, минималната 18, дневната 31, а во недела ќе преовладува сончево и топло време со дневна температура до 32 степени. Во понеделник не очекува сончево време. Ќе има локална облачност, ќе биде топло, минималната 19, дневната 33, а во вторник претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со дожд и грмотевици и пад на температурите, утринската 19, дневната 29 степени Целзиусови. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус. Добар ден, почитувани гледачи. Прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Се е подготвено за 36-тото издание на Охридскиот пливачки маратон. 15 надпреварувачи од Македонија, Франција, Холандија, Италија, Аргентина и Турција, од кои 6 во женска и 9 во машка конкуренција, ќе ги одмерат силите во маратонско пливање на патеката Климе Савин, долга 25 километри. Се очекува овој спортски настан да биде своевидна круна на фестивалот на водени спортови.
Кулминацијата на водените спортови и спортскиот дух ова лето представува утрешното 36-то поред издание на Охридскиот пливачки маратон. Подготовките се при крај, а во интерес на задржување на надпреварувачкиот дух на маратонот, годинешното издание ќе ги наградува надпреварувачите и за најбрзо поминување на двата контролни пунктови, за разлика од години наназад кога публиката очекуваше фотофиниш на секој од изданијата. Истакна на денешната пресконференција Кирил Пецаков, градоначалник на општина Охрид. Чест ми е што од друга страна го направивме Охридскиот пливачки маратон да биде круна на еден сосема нов почеток, на еден сосема нов концепт како фестивал, Охрид Water Festival или фестивалот на водени спортови, каде што ние како локална самоуправа целосно застанавме за тој проект и едноставно самиот настан Охридскиот пливачки маратон, традицијата, 36-тото издание или ако сакате 61 година од почнувањето на маратонот како манифестација во водите на Охридското езеро го заслужуваат епитетот круна на Охрид Water Festival. На патеката Климе Савин во должина од 25 км оваа година ќе запливаат вкупно 15 надпреварувачи, од кои 6 во женска и 9 во машка конкуренција. Оваа година покрај домашните пливачи на маратонот ќе учествуваат и пливачи од Франција, Холандија, Италија, Аргентина и Турција. Наградниот фонд изнесува 12.000 евра, соопшти Риста Јанковски, координатор на организациониот одбор на Охридскиот маратон. Прво место 2500 евра, второ место 1500 и трето место 1000 евра. Новина оваа година, кој што кажа градоначалникот, се 2 летечки спринта со награда по 500 евра во машка и во женска конкуренција. Прогласувањето на победниците и доделувањето на наградите ќе биде истиот ден во дворот на хотелот Палас со почеток од 20 часот. Во програмата на Охридскиот пливачки маратон и младинска работилница на програмата за развој на Обединетите нации и Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Синоќа беше доделена спортската награда Климе Савин на еден од најистакнатите македонски пливачи, Томи Стефановски. Тој истакна дека годинешното издание на маратонот се издвојува поради квалитетот на учесниците. Се создава една екипа со која може да се работи на некои поголеми работи. Овој прекрасен град и Охридското езеро треба да ги направиме центар на светското маратонско пливање, токму во годината која ќе остане како година најтешка за маратонското пливање, објасни Стефановски. Во машка конкуренција ни доаѓа третиот од светското првенство во Гуанжу, италијанецот од Чипенти, победник на Капри Наполи маратонот минатата година, доаѓа холандијанот Марсел Шутен, кој што е четврти од европското првенство, победник на Капри Наполи, победник и на Фина 10 километри маратонски трки. Во женска конкуренција ја имаме Каролин, французинката, европската првакиња, потоа ја имаме аргентинката која што е победник на маратонот во Ровервал. Имаме од Турција едно девојче, младо девојче кој што е многу добар базенски пливач. Организатор на маратонот е општина Охрид во соработка со Националната пливачка федерација и Агенцијата за млади и спорт, а технички организатор е клубот Охридски бранови 2008. Програмата на фестивалот на водени спортови продолжува во вечерните часови со настапот на културно-уметничкото друштво Отекс, кој годинава бележат јубилејни 40 години од своето постоење, пошто следи настап на ансамблот Билјана. Публиката исто така ќе може да ужива и во вкусот на македонската традиционална храна и slow food. Лицата со атипичен развој од годинешниот инклузив велнес Society Camp ќе се запознаат и дружат со пливачите, маратонци. Запознавањето со маратонците пред стартот на трката и символичното испраќање на пливачите се дел од активностите за инклузија и интегрирање на лицата со атипичен развој во спортот. Годинава во рамките на кампот кој ќе се одржи од 25 до 28 август во Охрид, ќе се одржи и трибина за покривање на свесноста за инклузија на лицата со атипичен развој во спортот, што ќе се одржи во недела, 27 август, со почеток од 10 часот во кампот Љубаништа. Ќе се одржи и 4-дневен летен пливачки камп со инклузивен карактер, а на кампот и трибината ќе бидат присутни гости од Македонија и Србија. Проектот е поддржан од Европската Унија и нејзините механизми, а го спроведува Спортското друштво ИТК Македонија.
Се разгоре поетскиот оган, струга пулсира во знакот на поезијата. На платото на Домот на култура Браќа Миладиновци синоќа свечено беше отворено 62-то издание на најстарата поетска манифестација. Годинава на Струшките вечери на поезијата учество ќе земат 25 поети од странство и 40 домашни поети. Се разгоре поетскиот оган со музички перформанси, спектакуларен огномет, синоќа свечено беше отворена најстарата поетска манифестација во земјава. 62-то издание на фестивалот Струшки вечери на поезијата се одржа на платото пред Домот на култура Браќа Миладиновци во присуство на бројни странски и домашни поети, како и на владини представници и љубители на пишаниот збор. Поетската порака ја испрати македонскиот поет Милован Стефановски, кој рече: "Струга е светска престолнина на поезијата, последната недела од август за поетите од сите меридијани, сите патишта водат во градот на мостовите." Ако само за миг замислиме, а имагинацијата е непрегледно бескраен небесен океан, дека е можно овде, во една ваква августовска вечер, одеднаш да бидат присутни сите што доаѓале во изминатата повеќе од 6-децениска традиција на Струшките вечери на поезијата, сигурно дека би добиле население колку за уште една струга. Би добиле неверојатно преклопување на стапките по тротоарите и патеките од двете страни на Дрим на многу познати и признати светски поетски имиња и стожерни великани: Рафаел Алберти, Лу Јуан, Андреј Вознесенски, Ежен Гилвик. Нивните стапки се преклопуваат со стапките на нашите македонски поетски гордости: Блаже Конески, Ацо Шопов, Матеа Матевски, Анте Поповски. Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска во своето обраќање рече: "Во овој живот пун со предизвици поезијата е чувствотворност која не разликува во оваа ера на безчувствителната роботизација." Ехото на Миладиновци е присутно и денес. И од година во година е се погласно. Продолжи тоа ехо благодарение и на Струшките вечери на поезијата, создадени по промислата на величенствените македонски современи автори, чија визија не крепи и по децении од нивното заминување. Ние си одиме, а земјата останува. Напиша чувствотворниот Блаже Конески со својата скромност, не допиша дека и делата остануваат. Отворањето синоќа продолжи со поетско читање Меридијани, на кое настапија повеќе автори од земјава и од странство. Последните фестивалски денови Струшките вечери на поезијата ќе бидат домакин на 25 поети од странство и 40 од државата. Манифестацијата ќе трае до 28 август, а годинава се одржува под мотото "Чувствотворен јазик". Актуелната европска кадетска шампионка во традиционално теквондо, охриѓанката Христијана Парулевска додаде уште еден медал во колекцијата, овој пат од светското првенство. Охриѓанката Христијана Парулевска го освои бронзениот медал во спаринг борби јуниорки 14 и 15 години на светското теквондо ИТФ првенство во Астана, Казахстан. Парулевска е актуелна европска кадетска шампионка во традиционално теквондо, титула со која се закити на Европското првенство во Језоло, Италија. На Европското првенство Парулевска освои серебрен медал во форми кати, црн појас, први дан. Општина Охрид, дел од проектот на УСАИД, здружи се за заедницата. Покрај Охрид во првата фаза од проектот ќе бидат вклучени и општините Гевгелија, Гостивар, Струмица, Чаир и Шуто, Оризари. Општина Охрид е дел од проектот на УСАИД "Здружи се за заедницата", кој го имплементира Здруженијето Конект во соработка со Фондација Аполон, Индиго и Евана. Во рамките на проектот првично ќе бидат идентификувани граѓански организации кои имаат потенцијал да служат како јадра за граѓаните да можат да се вклучат активно во идентификување на проблемите и потребите на локалните заедници и да воспостават партнерства меѓу граѓанските организации, приватниот сектор и општините со цел да се користат сите локални ресурси во подобрување на живењето во општините.
Освен локалните акцијски јадра, на општините ќе им се обезбеди платформа за граѓанско учество комунити, која овозможува директна комуникација меѓу граѓаните и општините околу решавањето на идентификуваните приоритети на заедницата. Целта е да се зајакне и олесни собирањето средства од локални донатори за овие иницијативи на инклузивен, ефективен и одржлив начин. Покрај Охрид, во првата фаза од проектот ќе бидат вклучени и општините Гевгелија, Гостивар, Струмица, Чаир и Шуто-Оризари. Општина Охрид со цел збогатување на туристичката понуда со квалитетни настани и манифестации на крајот на август ќе го организира првиот Охридски джез фестивал. Фестивалот ќе се реализира во целосна организација на општина Охрид на 31 август и 1 септември. На 31 август ќе настапат Горан Папас и ансамбл Билјана, а гости ќе бидат Танче Гроздановски и Радко Даутовски. На 1 септември ќе настапи Џон Илија Апелгрин квартет. Најавените содржини ќе се одржуваат во предворието на црквата Света Софија, со почеток во 20 часот и 30 минути. Председателот на владата Димитар Ковачевски се сретна со заменикот помошник државен секретар на САД за европски и евроазиски прашања и специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар. Заеднички е ставот дека интеграцијата на Македонија во Европската унија значи просперитет за граѓаните во државата. Потврдено е очекувањето дека Република Македонија по членството во НАТО треба да стане членка и на Европската унија, како и цврстата поддршка на САД во напредокот на нашата држава до полноправно членство во Европската унија. Соединетите Американски држави сакаат да ја видат Северна Македонија во Европската унија, кажа при денешната посета на Македонија заменик помошник државниот секретар на САД Габриел Ескобар. Тој на новинарско прашање во врска престојната средба со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, кој неодамна изјави дека не е подготвен да трпи тортура и притисоци за да се согласи на уставните измени, ни смеа кажа дека не е дојден за тоа. Сакам да кажам дека нема никого да го подложувам на тортура овде. Сакам јасно да посочам дека САД не избира влади за земјите на НАТО. Меѓутоа поставуваме очекување и единствената работа за која што ќе зборувам е да ја дадам истата порака која што ја ширам во регионот, дека САД ги гледа како природни партнери оние кои што се посветени на европската интеграција на НАТО и на борбата против корупцијата. И сакам тоа јасно да го посочам, но исто така сакам да слушнам и да има многу отворена размена на гледишта. Се надевам дека ќе имаме повеќе посостанокот да и кажеме на јавноста. Премиерот Ковачевски пак истакна дека е реален оптимистиот и верува дека следна членка на Европската унија ќе биде Македонија. Тој уште еднаш ги повика пратениците во собранието и нагласи дека се представници на граѓаните и да се одважат и да гласаат за европската иднина на државата. Премиерот посочи дека преговарачката рамка која е основа на преговорите на Северна Македонија со ЕУ е документ одобрен од сите земји членки на Унијата, поддржан од стратешките партнери и дека во неја има услови кои ние како земја треба да ги исполниме, како што има и обврски кои треба да ги преземе Европската унија, а дел од нив веќе презела. Нов договор нема да има, ниту пак има можност за репреговарање на преговарачката рамка, како што некои политичари истакнува, меѓутоа гледам дека во последно време дека таа реторика се помалку ја користат после сите деманти кои што ги добија од високите представници од Брисел и земјите членки, односно нивните лидери. Со оваа преговарачка рамка која што Северна Македонија има, која што е одобрена во собранието и како што сме го потврдиле и денес повторно разговараме со господинот Ескобар, имаме целошна заштита на македонскиот јазик и идентитет и имаме можност да се движиме напред кон градење на подобро и попросперитетно општество за граѓаните на државата. Воедно билатералните односи со Бугарија се токму тоа, билатерални односи, и нема да влијаат на процесот на евроинтеграции и што е уште поважно, што уште еднаш потврдивме дека нови барања согласно преговарачката рамка не може да има. На новинарско прашање како ќе го коментира процесот на уставните измени кои почнаа во собранието, Ескобар рече дека му е мило што почнал процесот бидејќи САД сакаа да ја видат Северна Македонија во ЕУ. Тој е од вчера во дводневна посета на Македонија.
Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Поранешниот американски председател Доналд Трамп беше накратко уапсен во затвор во Атланта поради лобирање за изборите во 2020 година во американската држава Џорџија, но најбрзо беше ослободен со кауција. Трамп пристигна во затворот во Атланта за да се предаде како дел од широкиот криминален случај што произлегува од обидот на поранешниот американски председател да го поништи неговиот изборен пораз во 2020 година во Џорџија, пренесуваат медиумите. Посетата на поранешниот председател и републикански фаворит за трка на председателските избори во 2024 година низ затворот во округот Фултон сепак беше кратка, како и 10 од 11 обвинети во овој случај кои веќе се предале. Трамп е ослободен со кауција од $200,000, пренесуваат медиумите. Бизнисменот и политичар ќе се придружи на листата на гангстерот Ал Капоне, пејачот Френк Синатра и други профили на американци кои се фотографирале во затвор. Пред него неколку од неговите 18 сообвинети престојуваа во оваа преполна и озлогласена нехигиенска установа, која последните денови ја следеа медиумите широм светот. Сите беа обвинети на 14 август за незаконски обид за поништување на резултатите од изборите во 2020 година на кои победи актуелниот демократ Џо Бајден во клучната држава. По кратка процедура во затворот во Фултон, Трамп набрзо се врати во својот голф клуб во Њу Џерси. Генералот Абдурахман Чијани, шеф на Националниот совет на Нигер за заштита на татковината, потпиша наредба со која се овластуваат одбранбените и безбедносните сили на Буркина Фасо и Мали да влезат на територијата на Нигер во случај на напад врз неа, објави агенцијата Nigerian Press. Делегациите ја потврдија својата желба да се борат против тероризмот и екстремизмот заедно со Нигер, соопшти Nigerian Press. Представниците на трите земји ја истакнаа потребата од зајакнување на механизми за соработка, размена разузнавачки податоци и заеднички операции за цели на зголемување на ефикасноста за спротивставување на активностите на терористичките групи. Нигер, Буркина Фасо и Мали се согласија да се обезбедат можности за меѓусебна одбрана и помош во сферата на одбраната и безбедноста во случај на агресија или терористички напади. Американското министерство за правда соопшти дека поднело тужба против компанијата SpaceX на Илон Маск заради дискриминација на бегалците. На конкурсите за работа и избор на вработени од септември 2018 до 2022 година SpaceX погрешно наведувал дека може да ангажира само американски граѓани и иматели на зелени карти или постојани жители поради закон за контрола на извоз што компанијата морала да го почитува. Законите за контрола на извоз не бараат такви ограничувања за вработување, се објаснува во соопштението на Министерството за правда. Во тужбата се сака да се добие компензација, вклучително и финансиска, за бегалците кои поради оваа наводна дискриминација биле разубедени и биле одбиени од вработување во SpaceX. Тесла, уште една компанија на милиардерот Маск, веќе е тужена од сојузната држава Калифорнија за расна дискриминација во неговата фабрика во Фримонт, пренесува Хина. Повеќе од 2 недели откако смртоносните шумски пожари речиси срамнија град на Хаваите, округот Мауи објави дека ќе поднесе тужба против главниот снабдувач со електрична енергија на архипелагот Hawaii Electric, обвинувајќи го дека не ја исклучил струјата пред катастрофите. Компанијата беше предмет на бројни сомнежи и поплаки од жителите со видеоснимки што ги снимиле локални жители на кои се гледа оштетен далновод од ветрот на денот на катастрофата зафатен од пламен. Истрагата што ја отвори правосудството се уште не донела заклучоци, но многумина се прашуваат колкава одговорност има Hawaii Electric во овие пожари, најсмртоносни во поновата историја на САД, кои досега однесоа најмалку 115 жртви. На 14 август извршната директорка на Hawaii Electric, Шели Кимура, ја бранеше одлуката на компанијата да не го исклучува напојувањето. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Ви благодарам за довербата. Пријатно.